Проблемот со ѓубрето се уште му тежи на Скопје, но премиерот Христијан Мицкоски најави дека ќе има интересна разврска. Овој неколку неделен проблем кога Скопјани гледаат ѓубре секаде по улиците. Мислам дека таму ќе има разврска која ќе биде многу интересна да ја следите, изјави Мицкоски. Инаку владата минатата недела иницираше повеќе инспекциски служби да направат контрола на градот Скопје и на јавното претпријатие Комунална хигиена и да откријат каде е проблемот. Тој воедно се заблагодари на градоначалниците на Велес, Штип, Кавадарци и на Куманово за поддршката што ја даваа со механизација за чистење на Скопје. Приведен е директорот на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје Сабахадин Рустеми. Единицата за економски криминал при СВР Скопје воедно денес одзеде и дополнителна документација поврзана со постапувањето на претпријатието. Како што се дознава, лишени од слобода се две лица кои се сомничат за состојбите со долготрајното непостапување во врска со ѓубрето во Скопје. Се очекува приведените да заработат кривична пријава пред јавното обвинителство. На сето ова му претходеше повеќе месечно фалично управување со јавната чистота во Скопје и градските улици беа затрупани во ѓубре. Ваквата криза предизвика владата да иницира институционални реакции на надлежните државни служби. Инаку Рустеми е на директорската функција од 29 јануари 2025 година како дел од коалицијата на градоначалничката Данела Арсовска и ДУИ. Уште нецели 5 дена остануваат за кампања на кандидатите за градоначалници на општините и на град Скопје, кој не добија победник со мнозинство гласови по првиот изборен. Скопјани ќе гласаат за градоначалник на Скопје, а ќе се избираат и општински градоначалници во Аеродром, Центар, Карпош и Шуто-Ризари. Од околните општини во првиот круг не се избра градоначалник и на Чучер Сандево. За град Скопје ќе се гласа за кандидатот на ВМРО-ДПМН Орце Ѓоргиевски, а против кандидат е членот на Левица Амар Мециновиќ. Во Аеродром гласачите ќе одлучуваат помеѓу Дејан Митевски од ВМРО-ДПМН и Александар Трајановски од СДСМ. Во Центар на гласачкото ливче ќе се Горан Герасимовски од СДСМ и Мирослав Лабудовиќ од ЗНАМ, а во Карпош нов градоначалник ќе биде или Сотир Лукровски од ВМРО-ДПМН или досегашниот Стефчо Јакимовски од ГРОМ. ВМРО-ДПМН ќе има можност да добие градоначалник и во Шуто-Ризари, но под услов нивниот кандидат Ерџин Демир да освои повеќе гласови од актуелниот градоначалник Курто Дудуш. Во Чучер Сандево ќе се избира помеѓу Зоран Бајовски од ВМРО-ДПМН и Сашко Комненовиќ од СДСМ. Кој од наведените кандидати ќе станат градоначалници ќе кажат скопјани преку вториот изборен круг во недела. Уште малку време до одлуката што ќе ја донесат гласачите, кој ќе ги води скопските општини каде што не беа избрани градоначалници во првиот изборен круг. Кандидатите се растрчани, прават математики, се обраќаат и кон абстинентите од првиот круг, како и кон поразените против кандидати. Скопјани се прашуваат каде може уште сега да се предвиди резултатот, а каде ќе биде неизвестно до самиот крај на изборите. Во Аеродром разликата во гласови што ја освоија двајцата кандидати е голема, па според многумина победникот е извесен. Во Центар пак, иако во првиот круг граѓаните по голема доверба му дадоа на актуелниот градоначалник од СДСМ Герасимовски во однос на Лавудовиќ, се чини дека крајниот резултат ќе зависи од тоа како ќе реагираат гласачите кои во првиот круг довербата ја дадоа на независните кандидати. Во Карпош по првиот круг кандидатот на ВМРО-ДПМН Лукровски го порази актуелниот градоначалник Јакимовски од ГРОМ. Предноста за вториот круг на Јакимовски е што можеби ќе може да смета на гласовите од СДСМ, но тоа може да биде и негова лажна надеж, затоа што прашање е колку овие гласачи ќе имаат поттик да излезат на гласање, оти СДСМ нема кандидат за градоначалник на Скопје во вториот круг. Предност пак на Лукровски е можноста гласачите да ги фати еуфорија дека ВМРО-ДПМН победува во сите општини и на тој тргнат бран да стане нов градоначалник на Карпош. Дел од македонските граѓани лесно паѓаат на измами.
Ова е заклучок до кој се доаѓа ако се погледнат дневните полициски извештаи. Скоро да нема недела, а некогаш и почесто некој да не е измамен од криминалци. Најнова финта на измамниците е да продаваат на невнимателни лица сателитски снимки од кои се гледало дека има закопано злато баш во нивните дворови. И успеале да убедат неколкумина да им дадат по 6.000 евра за таквите снимки, а потоа ни снимките, ни парите, ни златото го виделе. Почеста и веќе подолго време низ Македонија трае и измамата кога криминалците се јавуваат на постари лица и ги ставаат во заблуда дека нивните деца направиле тешки сообраќајни несреќи, ама ете тие ќе ги спасат од затвор ако им дадат пари. Многу имена наседнале. Некој друг измамник пак се представувал како брокер и ветувал на луѓе осигурителни полиси, за кои им наплаќал, но осигурувањето никогаш не го добиле. Неодамна преку социјалните мрежи граѓаните се жалеа дека биле наседнати во пирамидални шеми со купување на некакви си облаци. Полни се полициските извештаи со вакви работи. Мавара уверува дека се труди да ги расчистува овие измами, но секако и самите граѓани треба да отворат 4 очи. Вработените од јавното претпријатие Паркови и Зеленило Скопје и фирмите ќерки Доел Флораком и Доел Луна денеска повторно протестираа поради неисплатената плата за септември. Со денешната блокада на крстосницата пред зоолошката градина, тие најавија дека ако во текот на денешниот ден не ја добијат платата, утре ќе ги блокираат двата влеза на ЈП Паркови и Зеленило Скопје. За жал и покрај нашите напори да стапиме во контакт, директорот на ЈП Паркови и Зеленило, не успеавме и начинот да го изразиме својот револт за неисплатена септемвриска плата, изјави претседателот на синдикатот Стојанче Кашиковски. На 25 годишниот скопјанец што викендов беше уапсен за кражби во фирми за брзи кредити, одреден му е притвор од 30 дена. Вчера, како што соопшти од МВР, го привеле ограбувачот под сомнение дека во две подружници на финансиски друштва на подрачјето на Центар и Битпазар со закана со пиштол одзел пари. Лицето во полициска станица ги признало делата. Синоќа околу 20 часот на улица Дижонска во Скопје полициски службеници од СВР Скопје лишиле од слобода 30 годишен скопјанец под сомневање дека пукал на територијата на општина Чаир. При приведувањето кај пукачот бил затегнат пиштолот. Од полицијата соопштија дека превземаат мерки за расчистување на случајот. 6 мина се тепале со тврди предмети во селото Средњо Конјари во општина Петровец. На тепачката и претходила сообраќајна несреќа. Полицијата ги привела учесниците во инцидентот на информативен разговор за да ја расчисти ситуацијата.